Светски ден за заштита на змиите. Се разбира, го одбележуваме со разговор, со кој ако не, со Војо Иванов, зоонегувател, нашиот редовен гостин, особено кога се животните, но и другарките змии во прашање. Добро утро официјално. Редовен чудак. Не, шегата настрана, позитивно е сето тоа. Вела дека добрите луѓе чуваат животни и дека животните ги сакаат добрите луѓе ги препознаваат. Какви животни, Јована? Добрите луѓе чуваат куче, мача, нешто нормално. Па и вакви. Змии кој чуваме? Има, да знаеш. Популарност ми е пазарче. Чим на пазарче уште ми викаат да не носиш некоја змија пак. Во ранец, вистина. Најинтересно нешто како твоја случка ми беше она кој што го сподели во автобус, влегуваш во автобус со ранецот и да нема место за седење, секогаш некој ти дава место, седете тука вие. Во Ќошов бидете. На службено патување скоро и некој, мислам на авион, на аеродром поминувам и таа ми вика, ме препозна, ми кажа, тој имаш во торбата. Викам, ти имаш скенер, не ја. Шо дека ќе ти кажам или нема да ти кажам? Ке го видиш, знаеш, што имаш во торбата, да. А што имаш сега во раката? Тој е пчинкарен смок и веројатно како некоја асоциација или паралела со змии во Македонија, веројатно смокот е некој што сега е најактуелен, иако периодов многу пати ги спомнавме, ама ајде нека е за добро, во смисла да ги потсетиме луѓето дека сепак се тука, дека не е тоа нешто опасно и страшно. Убаво што го споменува вака, ајде да ги споменеме во контекст на тоа колку тие се значаен дел од екосистемот и колку се потребни и колку треба да бидат дел од истиот. Тука нема дилема дали треба или не треба. Јас тоа така би те коригирал малце. Значи во смисла тие припаѓаат тука меѓу нас. И сега ако се сетиме дека или ако само загледаме дека и на Светската здравствена организација и на аптеките се тука змиите, нели на оној символ на здравието или на медицината, дури често на лого може да се најде, да, вели дека Богот нели порано. Сега јас не знам точно митологија за медицина, лекови и змии, но се вели дека претпоставувам змијата кога ја минува кожата е некоја асоциација на луѓето, на медицината за брзо обновување и веројатно тамо нели отровот произлегува нели понатаму против отров па нели лекарства и слично, ама да не навлегуваме во друга тема. Муабетот ми е дека уште од многу одамна боговите ги спомнуваат како присутни меѓу нас. Дури во македонските села, нели ден денес знаат да речат него тепе, не е тоа убаво да се тепа, затоа што е чувар на куќата, чувар на богатството, некои велат дека е наследство од минатото, некои велат дека е духот на прадедото, дека тој доаѓа тука за да посети. Дури пак ќе спомнам вистинските села, да, секоја област во Македонија си има различни верувања за змиите, особено за смокот, иако ги мешаат, прават дистинкција смок, а ова е змија. Они обично мислат на отровниците, но тоа сите се змии, но смокот како еден од најпопуларните кај нас, веројатно во различни региони, различни толкувања има но едно е сигурно дека никаде не се смета за некакво зло и никаде не се тепа. Сега постојат модерни селски населби кои што имаат некоја, да речам, ајде така, по-модерна димензија и тие дојдените обично се тие кои што паничат и кои што креваат многу галама и заради тоа веројатно најчесто страдаат ваквите животни. Интересно е додека зборуваше моја многу блиска пријателка која што е од село Четирце, Сања се вика, таа има своја фарма во Четирце и вели во близина на домот, на куќата има смок. И вели тоа е чуварот на нашиот дом. Да. Значи вистина се постојат тие верувања дека така и колку тоа вистина е така, можеби главното прашање е каков е нашиот однос кон верувањето дека е така. Ги споменавме дојденците, ги споменавме обичаите по помалите места, но не го споменавме главниот град и верувањата во Скопје и тука ги имаме. Да, апсолутно. Скопје има доста, да речеме, Вардар тече низ градот, секако дека водни змии има милион, деца кои што пораснавме во парк, во паркчињата, секогаш на пролет на пообилни дождови знаевме водни змии да забележиме. Мислам, тоа беше регуларна појава кај нас, ама пак ќе спомнам онаа паника дека змија ќе ве касне или ќе ве нападне или дека е некаква драма околу незе, тоа не е така. Значи, таа секако дека се плаши повеќе од
повеќе од вас во моментот, само што таа не го искажува тоа. И човекот веројатно се плаши од нешто што е комплетно различно од него. Нели за змија ќе рече брза е, се движи, а нема нозе. Ме слуша затоа што реагира, ама нема уши. И обично луѓето се плашат од тоа непознатото. Вие и денес да прашате возрасен дете, нели да ви ја објасни анатомијата на една змија, тој нема да знае. Нели често го спомнавме и пред емисијата, со деца работам на едукативни програми, знам да им правам некоја паралела, да речам некои луѓе викам паники ќе дигнат, ман со тоа твоите змии, срцево во петици ми оди. Добро. И знам нели да им возвратам со прашање, да речам бе срце оди во петици. Како може да отиде во петици? И нели одма ги тераш да размислува, нели она надвор од кутијата што би рекле, да не се фиксираат на лекциите во училиште, туку на нешто функционално, практично. Таква е природата. Дури и Дарвин рекол, нели се адаптирале само тие најсилните, а не оние големите моќните диносаурусите, него некои ситни мали организми кои што успеале да се адаптираат. И затоа често им велам, адаптирајте се и слушајте го вистинското прашање, нели, размислувајте логично. И децата нели нормално ќе ви речат па да, ама каде е срцето? Нели? Каде е срцето на змија? Нели? Каде е кака? Вистина. Каде е газето на змија? Во интересни прашања ќе ги метнеме тие. Ајде да го прво за еден дел сакам да зборуваме, внимателно да слуша Воја. Си едукатор на деца и особено знаат да те повикаат во делот на едукација, на родендени, на прослави во кои што има многу деца, но има и родители кои што внимателно те слушаат. Јас сум присуствувала на такви родендени во кои што навистина на многу интересен начин им ги доловуваш змиите на децата, без проблем ги фаќаат во рацете и родителите реагираат. Тоа е веројатно спротивно на твојата мисија, твојата визија и она што сакаш да го направиш сега колку рака под рака за да направиме едни генерации кои што нема да се плашат, кои што ќе ги сватат како составен дел од екосистемот и така натаму, ќе помогнат родителите во истото. Така е. Да, апсолутно си во право и мислам дека модерните родители, ајде и тука сме поделени, има многу родители кои што децата ги носат нели на сите оние активности вон школски кои што ги тераат децата и ги тренираат децата, пак ќе спомнам да не мислат така ограничено во кутијата, нели? Тоа е мојата лекција, тука завршува, туку да излезе од рамките, да постави прашање на учителката, учителот, нели, да врати фидбек и тоа по мене тука ја гледам трансформацијата и на образованието, затоа што и од тука потекнува целиот оној страф или онаа паника која што мислам дека и се создава, заради тоа што голем дел од луѓето ја немаат информацијата, онаа соодветната, за да знаат нели каде да проценат ризик или каде вештачки нели се создава сето тоа, но од друга страна како што каже и модерниот човек знае да е доста лицемерен. Нели, родителите тука се дојдени со мал милион возила, загадуваат, на истата таа мајка знае да носи на себе кожа од не знам какво животно и слично, ама на прашањето искрено од децата што јаде змија, јас кој ќе речем да, малава змија јаде глувче, поголемата јаде зајче и она покажува едни погрешни емоции, типот го жали сега зајчево. Вика мајка, па во ред и децава нели ги носите на Happy Meal. Happy Meal не е брокула во плескавица, туку е мелено теле. Така, дајте им ја вистината на децата. Значи, пржено пилешко е пржено пилешко. Chicken wings се крилата на кокошката. Ако тоа им го објасниме природно и нормално, тогаш тие ќе резонираат и ќе одлучат, нели дали сакаат или не сакаат. Затоа сме различни од животните. Имаме ни здрави генерации, ќе создадеме здрави генерации. Верувам дека да. Јас спасот го гледам во Gen Z генерација, пошто нашиот продукт е ова, нели? Она што ние го учевме, ние сметавме дека сме најпаметните, порано нели нашите баби, дедовци ни викаа леле денешниве, ништо не знаете. Сега ние тоа го викаме за оваа новата Gen Z генерација, викаме леле ова ли е школство, нас што ни правеа, какви лекции учевме, што направивме.
продуктот, нели, кога ќе повлечеш линија, тотал и се гледа резултатот. Во интересни За жал. прашања и констатации, освен каде врши измет змијата и јас имам исто некои дополнителни прашања, мајде да ги слушаме дечињата. Дечињава, што поставуваат како прашање? Многу прашања, ама Нешто интересно што ти оставило. Одма ќе ги видите оние што се наметнати, нели? Од учени од дома. Да, ти ќе прашаш, нели, ова или ќе прашаш она, ама децата се искрени, нели? Голем дел од децата се уште и не калкулираат што ќе прашаат. Дали тоа може би за возрастните е некако навредливо или може би вулгарно или слично, и мене тоа ми е најинтересниот момент, затоа што всушност и јас така почнав. Сосема случајно работев во QSI како одржувач на хигиената во нивниот Science Room, каде имаат, нели, терариуми и аквариуми, и тогашниот професор, мислам дека и се уште работи мистер Вада, го спомнувам неколку пати во последно време, спонтано ми вели, мораш да се снајдеш со децава, јас ќе те оставам на неколку минути, морам со едново дете да го однесам кај родителите, имаме ситуација. И јас тргнувам да објаснувам, тој се враќа во училницата и веројатно енергијата ја почувствувал како, нели, едукатор, како наставник, и ми вели продолжи со што и да правиш, нели, ми дава знак. Да, јас сум забележала какво е вниманието, буквално се со погледите и со очињата и устите отворени кон тебе, со внимание слушаат, а тоа воопшто не е лесна работа. Не е лесна работа, во суштина и си играм со оган, нели, како жонглерот со огнот, така и јас. Иако гледам стално да имам насмевка, затоа што знам дека од другата страна на камерата нема позитивни вибрации. Сигурно некој не вика, ајде како сладко змивче денес на телевизија видо. Така што јас се трудам со позитивна енергија да го пренесам тоа, иако, пак ќе речам, голем дел од животните, големи питони јас носам на моите презентации. Например, делот за анатомија кога го учиме, нели, каде е срцето, кај се желудникот, јас им покажувам на сегменти од телото. И нели, кај слушаат, каде е газето, па им покажувам, нели, од каде кака змијата и слично. Всушност е и оган, е опасност, затоа што не се толку наивни колку што јас ги презентирам, иако голем дел од животните со кои што работам имаат шоу карактер. Честа дилема е во јавноста, тоа им стајал нешто, им дал нешто. Тоа сакав да прашам, дали се тие тренирани? Вие поминувате веројатно време заедно повеќе од твоите обврски, кои што ти ги налага делот на зоонегувател. Веројатно повеќе време за да направите една врска на сигурност, на верба, да може да се помине по тоа време со со гужва, со народ, затоа што знам дека децата, ако ќе почнат да викаат и се, и тоа и го слушаат животните. Знаеш како, колку и да си сигурен во животното што го имаш, нели, дадената ситуација дадено реагира, некогаш знаат родители, нели, да претераат, па знам да речам готово крај. Како забележуваш дека е готово крај, дека е... Тоа е енергија што ја чувствуваш. Нели, она со секој... Да, си го знае животното. Нели, на децата стално знам да речам, срцето ви чука, тоа е еден од, нели, најважен орган, каде ќе го почувствуваме, тука и тука, нели, на рацете, на вратот. И јас велам, змијата нонстоп ми го мери мојот пулс. Секогаш кога ти си возбуден, дали вознемирен, таа го чувствува. Затоа што го осеќа, го чувствува твоето срце со секој допир или на ракава, таа практично го мери моето. Секогаш кога јас сум позитивен, веројатно ја чувствува таа енергија и затоа се опушта. Ама секогаш кога знае дека има некоја драма, ја чувствува, нели, реагира, нели, не сака се вели овој може и да изреагира негативно. Не сакам да бидам дел од тоа. Затоа велам, многу често знаат луѓе, не многу често секогаш, дури и деца, не луѓе, мислам на категорија родители, знам да речем, мајка, стоп, во ред. И дали сме закаснили или може би не се допаѓа локацијата кај што сум ги седнал. Тоа за мене не е важно во моментот. Дали мене ми е важно на моите животни да е окей, да одговара климата, температурата, светлото, да јас можам да гледам и да држам контрола, да си го знам аголот на мојата имагинарна сценографија во моментот, затоа што јас знам од кај доаѓа опасноста. И децава да се да имаат некоја безбедносна дистанца, сепак нели во овие колку 15 години активно нели работа со двата огна и животни и деца,
веројатно нели never say never, никогаш не речи никогаш, се случува, но во секој случај како жонглерот со оган, така и јас секој ден за мене е нов предизвик, затоа велам, јас имам мантра пред секој настап, иако тоа луѓето го доживуваат како спонтано, како лежерно, јас веројатно сум направил некаква метода како фокусот од внатре, знам да го контролирам и држам во ситуацијата. И верувам Иако дека не е едноставно, тоа ми беше зборот. Да, верувам Значи, дека така, сите ние што работиме со луѓе ја имаме таа мантра на некој начин. А Воја би сакала да го заокружиме разговорот со тоа што помеѓу во празниот простор, промеѓу тебе, празниот простор, децата и од другата страна родителите, што стои тука? Знаеш како, стојат многу прашања кои што општеството не ни ги одговара. Живееме во едно максимално лудо време. Во време кога не сме ни свесни дека децата побрзо ќе го прашаат ChatGPT него родителот, него вас, ја губиме конекцијата со нив, а забораваме да им понудиме одговор на нивните прашања. Прашањето за нивната среќа или тоа како децата се највозбудени, авантуристички настроени. Тоа е духот на едно дете. Ако вие тоа тука застанете на патот да истражува, тогаш веќе голем дел од неговиот карактер сте уништиле. За жал. Затоа велам, поддржувајте ги во тоа, во нивната љубопитност, а секое дете е љубопитно за природата и веројатно ако го оставите на рад да си ужива во тоа што го прави, а неговата пасија, веројатно и ќе добиете едни ослободени деца, а тоа пак ќе ни донесе нас некоја нова генерација која што не води. Пак ќе спомнам со се она што ни се случува во последниот период. Јас убеден сум дека таа нова Gen Z генерација ќе не спаси и нас и природата. А ние пред тебе зборувавме за надежда. Така, ете. Да, така што во тој дух остануваме денес. Така. Човекот нели се надева на подобро последно, утре. Да, тоа, а градот секако ќе го правиме, нели Скопје ако видиме и во минатото, знаеме да речеме градот убав, пак ќе ликне. И тоа веројатно се случувало, некои повторувања, дали го палеле, дали имало земјотрес, го чекаме поплава. сега тој циклус. Да. Така е, така е. Војо, благодарам. Благодарам што ми дојде денеска. Плашете се од лоши луѓе, плашете се од хоштаплери, тие знаат да глумат и тие знаат да ве повредат. Така скоро секогаш завршувам на детски родендени, освен без хоштаплери. Тоа ми е мој слоган за. А ние сме возрастни тука, па работната, така е, да. Плашете се од нив животни секогаш кога сакаат да ве држат на дистанца ќе ви дадат знак. А ако претерате, си ја барате белјата. Стално го повторувам истото. Војо, благодарам. Благодарам да ги поздравиш многу другарките. Не извади што имаш друго. Останавме на ова, но ти благодарам многу. Се гледаме, се разбира и во следна прилика. За добро, така е. Да.